Министерството за социјална политика, демографија и млади, во соработка со УНИЦЕФ, денеска организира настан посветен на справувањето со детската сиромаштија и социјалната исклученост. На настанот ќе бидат представени клучни наоди за најранливите групи деца и препораки за политики за сеопфатен пакет на услуги во рамките на Европската гаранција за деца во земјата. Настанот ќе го отворат министерот Фатмир Лимани и представничката на УНИЦЕФ, Лесли Милер, со учество на представници од министерства, собраниски комисии, народниот правобранител и други општествени чинители. Според УНИЦЕФ, секое трето дете во Македонија живее под националниот праг на сиромаштија, што представува зголемување од 27,8% во 2019 година на 32,8% во 2021 година. Дополнително, 40% од децата се соочуваат со повеќедимензионална сиромаштија, според показателот на ЕУ за деца во ризик од сиромаштија или социјална исклученост. Податоците покажуваат дека 73% од децата се изложени на насилно дисциплинирање во домот, а приближно 20.000 деца немаат ефективна здравствена заштита. И покрај достапноста на основни услуги, како здравствена и социјална заштита и образование, децата што се соочуваат со сиромаштија и исклученост најдуваат на поголеми пречки поради системи кои не се прилагодени на нивните потреби. УНИЦЕФ соработува со владата за идентификување на најранливите групи деца и проценка на постојните услуги и програми за справување со детската сиромаштија и социјалната исклученост, врз основа на моделот на Европската гаранција за деца. Новите мерки имаат за цел да обезбедат универзален пристап до здравствено осигурување за секое дете, проширување на пристапот до предучилишно образование и вклучување на децата со попреченост и оние вон образовниот систем. Овие чекори се дел од пошироката стратегија за намалување на детската сиромаштија и социјалната исклученост во земјата. Собранието на Република Македонија ја започна расправата по дополнетиот предлог закон за енергетика, со цел спречување на зголемување на цената на електричната енергија од 1 јули. Предлогот предвидува во наредните 6 месеци да се спречи нагорен тренд на цената на струјата, а од јануари 2025 година да се намали цената на електричната енергија и за домакинствата и за индустријата. Со предложените измени, цената на електричната енергија нема да се зголеми за првата и втората група потрошувачи, додека за третата и четвртата тарифна група зголемувањето ќе биде од 1 до 2%. Дополнително, се предлага исклучок од обврската универзалниот снабдувач да основа ново друштво за обезбедување на услугата, со цел да се обезбеди сигурно и континуирано снабдување со електрична енергија. Предлог законот беше разгледан од матичната комисија за економски прашања, труд и енергетска политика, како и од законодавно-правната комисија. Пленарната седница на собранието продолжува со дискусија по оваа точка, со цел на времено донесување на законските измени пред 1 јули. 26 пратеници од британскиот парламент побараа значителна промена во пристапот на надворешната политика кон Србија, по присуството на председателот Александар Вучик на воената парада во Москва на 9 мај. Пратеничката Ема Левел објави дека писмото до министерот за надворешни работи го потпишале уште 25 парламентарци. Во писмото се наведува дека Србија под водство на Вучик ги зајакнала врските со рускиот председател Владимир Путин, како единствена земја кандидат за што не вовела санкции кон Русија. Пратениците истакнуваат дека Вучик се обидува да ги дестабилизира Косово, Босна и Херцеговина и целиот регион со тесна соработка со Русија. Писмото укажува и на демократски застој во Србија, со напади врз медиуми, опозицијата и граѓанското општество, како и со распространета корупција, што довело до масовни протести. Потписниците апелираат за воведување целни санкции против Вучик, неговата влада и блиските соработници. Тие повикуваат британската влада да преземе дипломатски чекори и да ги охрабри сојузниците да го направат истото. Исто така, изразуваат поддршка за студентите и граѓаните кои протестираат за подобра и демократска иднина во Србија. Американскиот председател Доналд Трамп и саудискиот престолонаследник Мохамед бин Салман имаат блиски односи, кои се сметаат за поволни за бизнис интересите на двете страни. Сепак, овие врски предизвикуваат критики поради можни судири на интереси и влијание врз политиката. Трамп и неговото семејство имаат комерцијални врски со Саудиска Арабија, вклучувајќи инвестиции и бизнис договори. Ова предизвикува загриженост за потенцијално влијание врз политичките одлуки и надворешната политика на САД. Критичарите истакнуваат дека ваквите односи можат да доведат до компромитирање на демократските вредности и да го поткопаат кредибилитетот на американската надворешна политика. Потребна е поголема транспарентност и контрола за да се избегнат потенцијални злоупотреби. И покрај критиките, Трамп и бин Салман продолжуваат да одржуваат блиски односи, што укажува на важноста на економските интереси во меѓународните односи. Останува да се види како овие врски ќе влијаат на идните политички и економски развој. Во израелските воздушни напади врз северниот и јужниот дел на појасот Газа, кои се случија во раните утрински часови, загинаа најмалку 29 луѓе, а десетици се повредени, соопшти палестинската цивилна одбрана.
Нападите се фокусираа на бегалските кампови во Џабалија и Кан Јунис. Во Џабалија загинаа најмалку 25 лица, додека во Кан Јунис 4. Меѓу повредените има и цивили, а голем број од нив се во критична состојба. Цивилната одбрана на Газа и Палестинскиот црвен полумесец апелираат за итна хуманитарна помош и побараа независна истрага за нападите, бидејќи се сомневаат во точноста на израелските извештаи. Ова ескалација на насилството доаѓа во време на зголемени тензии и продолжени воени операции во регионот.